Добар ден, магазин. Ние зборуваме за фактите, а не за она што го нарачуваат политичките елити. Тема на овој магазин ние е нешто што деновиве, што во овој месец, во оваа година, постојано го експлоатираме во ударните термини на вестите и чисто онака од воајерски аспект би рекол. Силување деца, педофилија, родоскрнавење, убиства, самоубиства од нереализирана љубов. И моето прво прашање, па дали само изборните резултати се матурски испит за Македонија? Значи, присилно пак тепање, главата од зид ми ја ударил. Дури и децата се за материјалното. Станот веќе мајка ми отиде. Што се случи откако го пријавивте сопругот? Ништо. Ништо во држава не се случи. Јас испадна виновникот, тој не. Од сопствениот стан ја останале само кебињата. По 32 години стаж ја изгубила и работата, а веднаш потоа и децата ја напуштиле. Не само што сопругот со години физички ја малтретирал, но и финансиски ја оставил на цедило. Со солзи во очите раскажува 52 годишната ЗБ, која од страв бара да остане анонимна. Изолиран случај или вака најчесто завршуваат жртвите на семејно насилство. Додека таа ја бара правдата, надлежните вели со години ја шетаат по судските ходници. Само јас ке се изборам за жени, знам што е вака. Се шетат од врата на врата, од таму до ваму, од СОС до СС, не знам што веќе каде, не сум била ништо помош. Ги штитили некои жените жртви и колку шелтер центрите ефикасно ја вршат својата работа? Никое здружение досега ништо не бе, само што бев сместена тоа 15 месеци, толку повеќе ништо немам јас помош никакво понатаму. Ни адвокат, ни ништо не знам. Побаравте адвокат од шелтер центарот? Побарав, да, и ми викат, не можеме, ние вика сега ти си излезе, не можеме ние само да ти докажеме дека си била тука, а тоа другото не можеме ништо вика. И апелирам да ми се помогне. За работа веќе ке работам, ајде, колку можем. Меѓутоа барам некој сместување или во некој старачки дом, или некоја пензија да земам. Годишно околу 800 жени физички се малтретирани од своите сопрузи. Според статистиката на МВР, лани семејното насилство бележи зголемување за 20%. Поради срам од околината, жените не пријавуваат, а за насилниците пак уште поохрабрувачки е што само четвртина од случаевите добиваат судска завршница. Да ги одгледаме први рекламите, а потоа идеме со моите гости во студиото. Значи, гости во денешното издание на магазинот ние се Мирјана Рабановска-Стојановска, психолог, Драги Змијанац Меѓаши, Душко Миновски, Министерство за труд и социјална политика. Не знам дали е потребен посемен вовед темата, помалку или повеќе ја знаете, постојано е. Значи не зборувам за последнава недела, настана неделата, за месецов, него имаме некаква постојаност, континуитет на вакви настани. Сега, првото прашање кое е што ми се наметнува, имаме ли стратегија? Има ли државата стратегија воопшто? Имаме центри за социјална работа. Меѓутоа, како да надминеме од она констатација само на проблеми и да преминеме на решавање на проблеми? Има ли стратегија Македонија? Па дефинитивно во контекст на нашата стратегијата се постоечките закони, закон за семејство и закон за социјална заштита. Фактички во законот за семејство центрите за социјална работа се и насловени како органи за старателство. Тоа буквално значи дека онаму каде што родителите заради објективни или субјективни причини нема да може да обавуваат својата родителска улога дадена од природата и согласно законите, тогаш државата ги презима сите тие обврски. Значи се поставува старател посебен, се бара најдоброто решение за оно дете. Да, има систем се. Како тоа се практикува, колку е тоа на крајот на кришата, значи модел е на мала друга димензија, се извинам Драган, во целава ситуација. Значи нити овој феномен социопатолошки особено, значи грозоморен и така натаму што се случува, нити е само кај нас препознаен, тоа постои во целиот свет. Нити на пример на крајот на кришата умешноста е как дали имаме механизми како се справуваме со тоа и она што би го кажал е дека ова било и порано, меѓутоа со напливот на демократијата, на плурализмот, на нашето континуирана заложба за хармонизација со европското законодавство, презимаме доста
ситуација од Европа и се ослободија луѓето и да почнат да го тоа говорат. Значи имаме граѓански организации сериозни, препознатливи, не многу, ама тие што се препознатливи. Значи од децата, од жената, од мажот, семејството, граѓаните се охрабруваат да тоа и го кажуваат. И во така, да, корелација може да станува збор, меѓутоа евидентно е дека не е сериозен проблем, дека треба најсериозно да се третира. Така, невладиниот сектор што мисли, граѓанскиот сектор? Граѓанскиот сектор покрај тоа што се заземал да се спроведуваат сите овие позитивни законски легислативи за најдобар интерес на децата, има и мониторинг задача, следење дали тие се спроведуваат или не во пракса. Јас само ќе кажам дека има и акционен план за справување со сексуална злоупотреба и педофилија. Сакам да кажам дека и Министерството за правда се јави во улога на предлагач на зголемување на казнената политика за родоскрнавење, подведување на деца, злоупотреба на службена должност на деца под 14 години и сексуална злоупотреба на деца со пречки во развој. Меѓутоа луѓето се тие кои се клучни во спроведување на стратегии, закони и акциони планови. Значи колку и ние да ги ратификуваме и да се образуваме, ако во пракса не ги спроведуваме, се уште ќе имаме деца кои ќе бидат жртви на педофилија и сексуална злоупотреба. Што мислите експертите или луѓето кои што од научен аспект, некаде повеќето од луѓето кои дошле кај мене дошле по своја иницијатива, а таму каде што побарале помош, некаде во тој ланец, затоа што според моје мислење, таму не само труд и социјала, не само мегеши, не само психотерапевтите, тука и нели полицијата, па некои други органи кои се, негде во тој ланец кој би требало сите заедно да учествуваат, негде се губи нешто, некои алки недостасуваат и луѓето не можат да ги остварат своите права или да некогаш не можат и да се докажат некои дела и се повлекуваат. Доаѓаат на психотерапија за да се средат себе си, да може да го продолжат животот понатаму. Јас предлагам да го видиме предлогот на колегата Иван Кузмановски, да го погледаме, познате, видене, меѓутоа уште еднаш да го одгледаме и да поразговараме како може тоа да не се случува. Му пуштил да гледаат порно филм и го правеле она што го гледале на филмот. Почнал да ја попеќе по гентилиите и да бакнува по телото. Најчесто тоа се случувало во неговиот дом, кога немало никој дома, зашто и давал по 100 денари. Никого не оставија рамнодушен. Овие изјави се почесто се дел од секојдневните полициски извештаи. Родители, пријатели, соседи непознати посегнуваат по детската младост. Ликовите кои ги гледаме пред телевизиските камери кои со крената глава заминуваат од полициска станица, за секогаш ќе останат врежани во сеќавањата на децата жртви на педофилија. Ќе им помогнат ли да ја надминат преживеаната траума и кој е виновен? Вината е ке сите. Значи воопшто во системот, затоа што ни престори сериозна и коренита работа. Значи ние мора перманентно да работиме сите во системот. Не може да го гледаме изолирано. Ова е само социјална работа, ова е образовна, ова е здравствена, не напротив. Најлесно им е, но веројатно најмалку работат со нив. Психолози и педагози вработени во образовните установи забораваат која е нивната задача. Од Министерството за образование вела дека не им била единствена задача да разговараат со деца. Наставникот морал да им посочи проблем, а педагозите признаваат дека не знаеле како да препознаат дете кое се соочува со проблеми. Прашање е дали нашите педагошко-психолошки службено, дали нашите наставници се толку обучени и оспособени за да може да ги следат промени. Двете девојчиња кои изминативе денови се во центарот на вниманието на јавноста конечно добија заштита од државата. Сместени се во институција која ќе се грижи за нив иако предоцна. Откако ја преживеа траумата, сега психотерапевти ќе им помагаат повторно да живеат нормален живот. Се наметува печатокот дека првин треба да ни се случи нешто, па отпосле да реагираме. Рековте, недостасува нешто во алката. Да, некаде како да се губи информацијата, не се проследува или не се доследни сите и не се затвара кругот. За да добијат тие што треба помош, а оние што треба да бидат казнети. Што недостасува во алката? Значи, исклучително комплексно прашање, дефинитивно, значи станува збор, превенцијата е многу важна. Во сите.
особено здравство, образование и така натаму, збориме во социјалата дефинитивно. Меѓутоа има една друга ситуација која што значи неколку пати сме дали информација, владата прави напори и така натаму. Значи целиот овој транзиционен период, центрите за социјална работа понесоа состојбата на амортизери на тие состојби. Значи определен број на стручни лица, социјални работници, психолози, педагози, покрај големиот број на лица што поднесуваат барања за социјална помош и така натаму за преживување, имаме се повеќе девијантни ситуации и деформации во семејството. Се појава алкохолизам, семејно насилство, еве тука извори за друг тип на некое девијантно однесување и така натаму. И со постечкиот кадар луѓето што побрзо да направат. Иначе евидентно е дека алармантна ситуацијата, нити не имаме интенција, дај Боже да можеме да направиме, значи преку папатна превенција да може да ги детектираме, да ги осознаваме работите на време да се реагира. Значи методот на увид во непосреден увид во семејството е единствено ексклузивно право на социјалните работници. Значи, тој им е во основна техника за работа. Так. Значи, вие идете во едно семејство, затоа што имате молба за постојна парична помош, влагате во тоа, меѓутоа во разговорите, ја гледате динамиката на односи, разговарате, па доека, условно кажано, снајката или синот на некој повозрасни ви прават кафе, самиот татко или самата свекрва говори, знаете што имаме многу проблеми, ги малтретираат децата и така натаму. Или, дури ќе ви речат, во соседството се случува нешто чудно бе деца, ке нас е за помош работава, ама овдека, знаете што тој татко им прави, веќе ви сигнализира. Мада да не забораваме дека секое физичко лице, согласно уставот и така натаму, сите ние имаме обврски, да не збориме граѓански организации, обврска да пријавиме ако евентуално нешто има. Доколку не реагира надлежниот центар за социјална работа, тогаш веќе ние може да речеме да, тука е институцијата затајала. Иначе, превенцијата мора да се развива, значи и во законот е влезена, имаме многу мал простор за тоа и во наредниот период дефинитивно и со информацијата и со акционен план, што го спомна господин Змејанац, за справување со педофилија и така натаму и останатите девијантни појави, акцентот ќе биде ставен таму. Меѓутоа, за да имаме ефикасност, мора да ги искористиме сите расположиви субјекти на теренот. Тоа значи дека не може само од централно ниво од горе да се гледа проблемот. Локалната самоуправа да ги развие своите ресурси во делот на социјална заштита, да има екипа, да има граѓански организација препознатлива. Тоа значи дека до сега сме неразвиени? Па, не може да кажеме дека сме многу развиени. Змејанац. Ја мислам во алката која недостасува, веројатно приоритетот на одговорноста е многу важно да се дефинира. Ние претпоставуваме секогаш дека имаме одговорни родители. Дека родителите никогаш нема да помислат да направат родоскрнавење, да ги силуваат децата, да ги подведуваат, да го злоупотребуваат нивниот труд, да ги туркаат, да питачат и да не одат на училиште и да не набројувам се. Меѓутоа, за жал, сиромаштијата, неписменоста, транзицијата веројатно ги принудува некои од родителите да ги злоупотребуваат децата. И мислам дека ако земеме генерално дека не сите родители се одговорни, тогаш автоматски доаѓа до израз државата која треба да преземе одговорност за заштита на децата. Има инструменти. Дали се тоа психосоцијалните служби во училиштата кои треба да следат однесувањето на децата, дали тоа ќе бидат во државни институции ако се згрижени или во училиштата кај што ги праќаме децата. Ако откаже таа втора алка, тогаш доаѓаат центрите за социјална работа како трета, која треба исто така да биде мобилна, единствена институција која може да влезе во домот, да ја увиди состојбата каква е центарот за социјална работа и тие можат и да одземат родителско право, едноставно и детето да го одземат од родителите кои не водат грижа. Потоа доаѓа граѓанскиот сервис, граѓански организации кои имаат правна служба, SOS телефони, кои соработуваат со системот, алармираат за одредена појава, затоа што децата сега го преуват насилството и како резултат на нешто друго. Тоа постоело, но сега децата се охрабрени да проговорат, знаат дека молчењето значи соучесништво, дека некое друго дете ќе биде жртва ако се премолчи. И тоа родителите го знаат и на блиските. И уште нешто, веќе родителите се охрабрени да не ги осудуваат децата кога им се случува злоставување. Меѓутоа најголем проблем е што родоскрнавењето, педофилијата, силувањето на децата се случува од пријатели и познаници, деца кои ја добиле довербата и тоа е за децата травма, едноставно тогаш имаат проблем кому да се доверат. И затоа мислам дека тука во такви случаи психолозите, педагозите, центрите за социјална работа мора да имаат клучна улога, затоа што родителите или силувачите тоа сака да го имаат под тајност. Каков е профилот, може ли да зборуваме на силувачот, на педофилот, на оној кој што е спремен за родоскрнавење? Профилот никогаш... Затоа што велиме пријатели, значи тие се тука познаници на семејството на... Па во најголем број процент тоа се луѓе кои ги знаат децата. Значи ретко, многу ретко се случува да некој чичка што
никогаш не ги видел претходно децата, или они не го виделе, а ако не го виделе, може и нема да му веруваат за да тргнат со него. Значи тоа е некој што е тука околу децата. Дали е чишко или тетка, нели би рекли, значи да се врзаме само за поло, така. Да, некој, да. Мислам, некој што е близок, сега употребува машки пол, али тоа не значи дека е добро што напомена. Да, ви благодарам. Станува збор за дефинитивно лица кои што исто така имале сериозни проблеми во своето структурирање како личност, како деца. Кога ќе направите генеза на проблемот, ќе видите дека тоа за жал, наместо да се развие во една друга позитивна страна, затоа што по другиот систем, значи нема подобар систем за правилно воспитување од семејниот систем и веднаш после тоа општествениот систем во делот на градинките, делот на образованието, школите, затоа е мощна и важна улогата на нашите наставници. Ја пред малце од прилогот кога гледав и сега малце се буни нешто во мене, дефинитивно не може да биде наставата поважна од она што, значи, ако детето го гледате дека било прето екстровертно, весело, раздрагано и така натаму, најнаш потонато во себе. Се случува нешто, па ќе прекина наставата, 40 деца нека има, ќе излезам со него. Фала Богу кај што има, а треба сегде да има психопедагошки служби, да има социјални работи во училиштата, еве со законот и затоа идеме чекор напред, воведуваме и дефектолози, да, во инклузијата уште повеќе. Каде што они ќе поразговарат. Второ, може преголема набиено чувство на страф. Одговорност, што ако кажем ќе дозна уште полошо ќе биде, тоа е детенце. Меѓутоа, затоа имат еве колешката психолога, значи еден друг начин на индиректен начин доаѓање до вистината преку цртеж, проекција во 6 слики и така натаму, каде што добивате сигнал дека нешто сериозно се случува. Тогаш е одговорноста на тој ало центар социјална работа, некоја друга граѓанска организација, МВР, не е битно да се воспостави системот и алките да функционираат. Исто така мощна и важна работа е да ги едуцираме дечињата од најмала возраст, да ги едуцираме да препознаваат одредено несимптоматично однесување кое што може да ги доведе во ризик, како нив така и родителите. Меѓутоа, да имаме амбиција дека тоа можеме да го спречиме многу, затоа што педофилите на крајот грешите се исклучително интелигентни сушества. Тие цело време заради нивната фрустрација набиена од детството и заради нивната нереализирана потреба, живеат со тоа и размислуваат како ќе останат незабележени. Тоа ги извештува во нивните ситуации да прават и да не ги приметите. Рековме превенцијата е клуч, се согласувам. Но што ако откаже ова алка? Откажат одговорните родители, откажат психолозите, педагозите во училиштата, центарот не направи засилен увид и надзор, граѓанските организации не се доволно активни и мотивирани, тогаш доаѓа сторителот на ова тешко кривично дело на суд. Судот за среќа сега ги покачија казните, меѓутоа морам да ви кажам дека имаме ни еден проблем што педофилот најчесто во 100% случаи го повторува делото. Значи вие како психолог знаете дека тоа е психичко расстройство, не може да го контролира либидото, едноставно тој кој ќе излезе од затвор го повторува делото, а во затвор нема сигурен третман за него и сигурен надзор и следење по напуштањето на институцијата затвор. Затоа ние кога предлагаме доживотна казна затвор, ние не ја дефиниравме како репресивна единствено, велиме превентивна. Превентивно од аспект што знаеме дека ќе биде во една целосна изолација, дека нема да му се даде за можност да го повтори делото, додека не се потврди дека психолозите, психијатрите, невропсихијатрите имаат сигурен третман и дека тој кој ќе го напушти затворот ќе биде под терапија, медикаменти или пак ќе биде под засилен надзор на Центарот за социјална работа и полицијата, тогаш можат судиите да судуваат поблаги казни. Тоа е голема одговорност да бидат психијатрите или психолозите сигурни, затоа што во моментот кога се проценува личноста, се проценува во тој момент. А што се случува со личноста после тоа или било како, значи тука не може никој да така да гарантира дека следните 20 години овој човек повеќе никогаш нема да се врати да направи слично дело. Мислам, тоа не може. Во однос на прилогот што го слушнав, дека од Министерството за образование или каде беше рекле дека нив повеќе ги интересира наставата, јас не се сложувам дека е така, затоа што познавам многу луѓе кои се наставници, психолози или педагози во училиштата, кои не дека не се интересираат за децата со кои што работат, многу се интересираат, ама сите тие луѓе се толку преоптоварени како сите служби кај нас, да можеби немаат можност да навистина посветат она време што е потребно. Во тој контекст јас сакам да кажам, значи ние дали
едно е институционална поставеност, значи имаме психолог-педагог, меѓутоа колку тој може да работи и колку работи. Или во крајна линија колку компетентно работи, капацитетот и негов колку може он. Еден психолог на цело училиште. Што може он да направи? Имено тоа сакам да кажам, значи или имаме ситуации каде што воопшто нема, да речеме во конкретниот случај таму нема ниту педагог, ниту има цел систем. Јас сега прашувам, ако има цел систем, а се случува силување на децата, тогаш кој ќе преземе одговорност? Значи таткото е несовесен, неодговорен родител. Алкохоличар, зависник од алкохол со тешки кривични дела, значи тој не можело да му се верува дека он нема да го злоупотреба детето. Се мора овој момент да го раши. Само момент, уште малку. Значи ако имаме неодговорен родител, тогаш некој треба да превземе одговорност. Дали психологот, педагогот во интернатот кај што било детето згрижено, или утре некој друго дете во редовна настава. Дали Центарот за социјална работа има вистинска слика за состојбата со тоа дисфункционално семејство во ризик? Дали има интензивна комуникација со МВР за однесувањето на тој? Дали граѓанските организации редовно даваат информации што ги добиваат преку СОС линиите, преку советувалиштата и бесплатната правна помош, зашто тука исто така не треба да се амнестира секторот, има информации ги чува за себе, не ги дава. И на крај судот, ја ќе кажам судот и на крај затоа што тој е крајна инстанција, тука може само да се санкционира. Иако во тој дел интервениравме и мислам дека е започет со новиот закон за малолетничка правда, каде што се дозволува 1 до 2 максимум сведочења на дете жртва и никако соучување со насилникот во присуство на одбраната, со специјални скрин соби каде што една изјава ќе биде дадена еднаш со видеозапис, да детето не се виктимизира и таа да биде релевантна и како вредна земена во сведочењето. Значи овој дел во врска со овие конкретни дечиња. И одговорноста на едните или на другите така натаму. Не без причина реков веќе имате снимено дека сите носиме дел одговорноста дефинитивно. Меѓутоа зашто станува збор? Луѓе што злоупотребуваат алкохол во Република Македонија сигурно е огромна бројката. Луѓе што прават криминални дејанија исто така е огромна. Дали ние можеме како институции, како систем да ги сите од пред време одземеме тие деца и така натаму. Значи во конкретниот случај одговорноста каде е видена? Ова семејство е со изразена социјална патологија во повеќе сегменти. Значи алкохолизам, имало семено насилство и така натаму. Како резултат на нерешено стамбено прашање, лоша материјална состојба и така натаму. Меѓутоа истите тие луѓе и таткото и мајката, како вонбрачни партнери, дошле во центарот и рекле не можеме се грижиме за детето наше, што за нас остава впечаток дека сепак се одговорни, значи немаат услови, не можат едноставно. Зафатени со сите тие нивни останати, се извинувам за глупости. А и детето поголемото се сместува 2006-та, другото помалото во 2007 година. Значи со тој чин они покажале една во дадената ситуација што рековте пред малце одредена сериозност и одговорност и рекле не можеме. Тоа значи дека бидејќи сепак има релација, родителска компетенција и така натаму, ние не може да им ги одземеме. Они вика да, не можеме физички да издржиме, немаме услови и така, ги сместуваме во интернат Љубомци горе, каде што 24 часовно 5 дена за време на наставата се грижат, физички интегритет им е заштитен и немаме проблем, и доаѓаат во викендот за да се одржува семената релација. Кој може да претпостави дека значи во тој период. Значи во тој контекст нема решение носење од Центарот за социјална работа за видување. Нема видување тука регулирање. Тука немаме раскин на вонбрачни на брачна заедница, па да регулираме видување. Дали мајката, дали таткото дошле си ги земале децата. Тоа што се случило требале да се препознае во, значи онаму каде што било децата. Да, меѓутоа дали нема вина ако веќе тие не можат да се грижат за нив, она што го кажавме, тука е психологот, педагогот, комуникацијата што предмалку спомнавме, дали не треба да се разговара со тие ако веќе ги зимаат и ги враќаат, што им се случува? Може само надвичко малку една дополнување, значи имале индикации дека тој ја подведувал жената за проституција под контейнери, пицачела и така натаму. Јас се согласувам дека може да не се предвидат сите работи. Може би консумирал пред 10 дена малку алкохол, сега станал зависник од алкохол и дека веројатно не можел ни да контролира тоа што му се случувало. Меѓутоа, ако е тоа семејство во ризик, ја мислам дека или можел Центарот за социјална, не сум социјален работник, одма се оградувам, значи или можел да даде видување под засилен надзор, или пак при време да му го одземе старателско, односно родителското право, додека не се санира неговата состојба. Односно да се види дали се излечил од зависност од алкохол или не. Јас така гледам. Ако сум во грешка, сакам одговор. Чистиме заради јавноста, тоа е многу важно. Значи имаме една ситуација институт кој што рековте засилен надзор од страна на социјален орган, на родител, на сместување, воспитно. Значи мора да има дело. Значи тоа треба да има децата одредено девијантно однесување, воспитна запуштеност, деликвенција и така натаму. Судот носи мерка, ние спроведуваме. Овдека немаме дело. 3 месеци траело тортурата на децата. Добро, кој тоа го кажал?
Тоа било, тие деца биле сместени и во интернат. Па добро, во интернат зашто? А во интернат нема ни психолог, ни педагог. Тоа е сосем друга змена. Ама таму може ли да откријат одредено има деца, дозволи да ти кажам. Во интернатот се сместува, значи тоа е институција која дала многу резултати до сега. Деца кои што живеат со родители во ризик, не може да преживеат, значи има релација, има топлина, има одговорност, има се, не може да се грижи за нив. Затоа 5 дена им ги зимаме, не ги зимаме ние. Им викаме таму ќе ви бидат, сабота и недела ќе спремат вике со родителите, за да се држи нитката. Иначе ако било констатација еден да кажал дека има вакви сознанија, било какви во тој дел, би ги земале, тогаш е сосем друго постапувањето, значи мора да кажат, зборуваме. Да. Или на социјалните органи, или тој што непосредно работи таму кој ќе примети. Тој мора да примети, тој што работи воспитувачот, учителот, како сакате крсете го, кој е било. Тој ќе види да со ова дете се случува нешто. Ало се јави тогаш се. Ама детето сепак се доверило на еден од воспитувачите во интернатот. Нема доверување, како? Нема доверување. Кажува состојбата, која се нашла. Како се откри случајот? Па добро, некој да се доверило, викаш. А се доверило, не му се доверило, значи. Имало потреба. Тој почувствувал топлина дека некому треба да му каже. И па кај е проблемот тука? Не сакам да кажам, превентивниот дел го дефинираме. Значи ова е веќе што после тоа. Сега центарот велики му го одземе родителското право. Не само што ќе му го одземе, туку и кривично ќе се гони. Како да ги заштитиме децата од вакви неодговорни родители? Значи деца кои живеат со родители во ризик, кои имаат криминогено однесување, девијантство, ти не можеш да му даеш дете да го чува кога тој сам за себе не може грижа да води. За жал 100%, јас мислам дека не може да ги заштитим. Мора да се најде начин. Да го ставиме системот во функција. Еве, не се амнестирам, пак ќе кажам. И ние сме спремни и со полиција, и со народен правобранител, и со јавен обвинител, и со центрите, сите информации што ги добиваме, ги проследуваме во најдобар интерес на децата. Значи, мора да сме дел од системот. Но никогаш треба се превенира да не се случи тоа. Отпосле е многу тешко. Како без мене, како ќе отидеш, ајде кажеме? Некаде во некоја се, како ти ќе претпоставиш дека во некое семејство треба се случува нешто? Кој ти кажал? Јас колку што сум информиран, единствен кој може да влезе во дом е само центар за. Може ли сите да ги посети он од куќа на куќа да влага? И како што ќе направи? Тогаш треба не случајно, значи одевме со она кампања види слушни кажи родителите кои ги тепаат децата, сака да го сокријат тоа. Така, да се повлија свеста, да се прави. Значи нивото на нетолерантност кон насилството треба да се покачи. Децата треба да се охрабра да пријават. Не 15 дена, не месец дена. Соседите исто така да не молчат, затоа што тоа е соучесниство. Ја молчам денеска, утре ќе се случи на друго дете. Значи мора да се подигне прагот на нетолеранција. Сме пак на почетокот на моето прашање, имаме ли стратегија? Да, имаме, како не. Не, стратегија имаме, меѓутоа добро беше ова. Дали функционално е алката постојано, информативно, комуникативно, доверливо, активно, мобилно, функционално во заштита на децата? Според моите сознанија, она ја што сум слушнала, дека не секогаш така. Одат се жалат во полиција, полицијата ги праќа на не знам таму на психолог, психологот ги праќа во центарот за социјална работа, постоја не знам каде уште пријава, па не да не, и некаде таму се расплинува нешто. 3 изјави за еден наставник. Нешто таму и некаде и не доаѓа до никаков резултат. Само со Душко се согласувам за една работа, многу се согласувам. Мислам дека нема да ги амнестираме и психосоцијалните служби од едноставна причина. Значи не е доволно детето кога ќе го пратиш во училиште, тоа само да биде безбедно, иако и безбедноста е многу клучна. Не е доволно да добие наставни четива содржини за да биде едуцирано и образовано. Воспитната компонента е многу проблематична во школите. Значи и забележуваме, ни се поплачуваат родители дека со звонење, завршување на училишниот час едноставно наставниците, воспитувачите не сакаат да се занимаваат со проблемите на децата или немаат време. Вие замислите еден психолог во едно училиште со 200-300 деца. Кај може да постигне со толку многу проблеми со кои децата се среќаваат? Родителите се презафатени, пак ќе кажам, не случајно одиме со подигање на јавната свест, дали денес разговарате со вашето дете, да му посветиш внимание. Не е доволно да му кажеш те сакам, да го гушнеш. Треба 10, 15, 20 минути, пола сат разговор. А детето кому ќе се довери ако не разговара ни психолог, ни педагог, ни центар влезе, ни граѓански организации го сослушат на телефон, ни родителот има време за него. Значи имаме институционална нефункционалност. Па не сега, не е доволно мобилна, не би рекол во целост институционална, не е доволно агилна, мобилна, ажурна, постојана. Некако да превенираме, значи ние мора да се занимаваме со превенција. Мора, едноставно немаме друг одговор. Оти отпосле џабе и 72 часа да појдат децата на третман, бидејќи тие се клучни, тоа дете вечни трауми. А колку деца, 70% има деца што не го преуват сексуалното насилство. Тајат 5-10 години, тоа се вечни трауми. А да не говорам родоскрнавење, што е најтежок облик. Од сите силувања е
родоскринавањето е најтежок проблем. Извинувам да не отиде погрешно. Правец. Значи се окей ова, тама работа, подигне јавна свест кампања, ама не еднаш селективно. 15 дена, месец дена сега, затоа што програмска содржина не е таа и готово. Нема. Значи системски мора да се гледа проблемот. Сите институции, особено семејствата, ние не може да ги ослободиме родителите од нивната одговорност. Имале зафатени, биле или не биле зафатени. Нема шанси. Први на они. На крајот кршете. И мајката затоа ќе сноси одговорност како пасивен посматрач на нештата. Таа исто била задолжена и по закон за семејство и по закон за природа дека мора да реагира. Да не изумиме да кажеме, дај Боже да збориме за примери по 10 години, пред 10 години се случили така натаму, на база на нив. Ни се случуваат многу често. Вие знаете ли во Центар социјална работа колку деца се пријавени? Благодарение на некоја организација, некој совесен граѓанин, некој совесен дедо, баба, татко и така натаму, или мајка разведени и така натаму, кој укажала и кој на време реагирано. Нормално дека тие истории не се кажуваат, маце се семејна тајна, маце се тајна на центарот. Значи ние имаме реакција, да не кажеме дека системот меѓутоа мора да го доведеме до степен ако треба и на совршенство системот да реагира веднаш. А ќе реагира веднаш кога самите дечиња од 5 години, од 4 години ќе препознаваат ситуација, ќе знаат да кажат. И уште нешто, не само треба да менуваме во образовниот процес. Не, и уште нешто, многу е битно, значи не само да знаат и да бидат охрабрени кај да се јават, туку и да имаат доверба во државните институции и во граѓанскиот сектор дека навистина ќе се заложат и ќе ги заштитат. Значи довербата, некогаш и таа недоверба некогаш создава отпор дали да се јавам, дали да не се јавам. И не само недовербата, него и како ќе биде прифатено средината. Оти некогаш родителите од страв предрасуди како да не се дозна и така натаму, молчат и тајат, не го пријавуваат насилството. Како? Например, детето мало не знае што е државна институција која може него да го заштити. Мислам, него таа реченица не му значи ништо. Него му треба личност, значи која е во контакт со него, која знае да го спостави топлина, доверба со него и таму ќе се довери. А вака дека има телефон и дека има некоја институција, па и за малите. Затоа што тие поголемите и повеќе знаат и да се заштитат, не дека не се случува, ама овие мали деца институција него не му значи ништо, него некој што е тука со него воспитувач, некој што зборува. Па ако таа негователка детски има 30 деца, она не може со сите 30 денеска да разговара посебно, а за да се створи тој топол однос, значи нези треба да седне, да зборува, да го сослуша, да види дека нешто детево денеска не е расположено, па да седне со него, па да нацрта нешто, значи да добие третман некој посебен. Значи, им треба време. Јас мислам дека голем проблем е во тоа што ние немаме доволно ни воспитувачи, ни доволно психолози, ни доволно педагози. Ако И ако го додадеме во тој пакет дека и родителите немаат доволно време, ако тргнеме од работното време од 5 до 6, да речеме, од 8 до 18, значи кога ќе се вратите вие во 18 веќе преморени од работа, дали може би си легнало детето да спие или затоа кога велам поставеност на целиот систем, дали ние немаме тука проблем за се ова. Потоа сакам да го отвориме и што влијае пак на таквото однесување, колку она што го гледаме на екраните влијае на таквото однесување. Значи сензибилизација мора да се направи на сите и да се префрли одговорноста први на самите родители. Значи нема да ги јанете мислиме тука, тие се најодговорните секогаш дефинитивно и веднаш институциите донивше се. Градинките, образовните, советувалиштата и така натаму, сите ние, значи, имате професионалци во полиција, во здравство и во социјала и непрофесионалци на крајот и кршата. Некои рутински работата. Меѓутоа, мора да разбереме дека овој тип на профили не е јавна администрација, не е архивари, не е внесувачи на податоци, тоа се луѓе што работат со жива материја. Такви луѓе се неопходни. Ги имаме на претек, а не сме ги инволвирале. Дури тогаш кога ќе воспоставиме еден систем, на мрежа, на реакција на секој, да не кажам во секоја населба на локално ниво, на друго, малце ќе биде другачие. Меѓутоа родителите повторно треба да се свртиме кон семејните вредности. Во основа мора да се најде простор за разговор, што го рече измејана свреска. Не може да му оставите 10 евра, 15 евра или 100 денари, 200, не е битно и чао, пријатно со здравје. Сега остаме, сега сум уморен од работа. Немаш готово, немате контакт и реален е контактот. Мобилниот колку е добар, толку е дефинитивно лош. Ало сине, како си? Супер. Како еве учам со другарите? Нема везе, кој знае каде се. Значи сите пороци, они се изложени на ветромети на надвор, ставени самите на себе да се снаоѓаат. И нормално дека она што е атрактивно за нив во дадената ситуација, емоционално недоволно зрели и социјално, дека први предизвик и мене што е надворот од системот, надворот, оние нормални човекови вредности, семејни вредности и така натаму. Мора да се мобилизираме сите и секој да ја понесе одговорноста и пред малце добро забележете. Образовната компонента е многу важна, и тоа воспитната е најважна.
Ние ако имаме воспитано дете, тој ќе знае и дека и треба определен дел да помине и со учење и дека знае и кои се институциите на системот и културното и етиката и моралот и ќе знае на крајот грижата и за заштита на неговите детски права, да знае да му тропне. Ја симпатичен се некој од семејството кога сме имале прилика кога бев порано од центарот кој ќе каже, замислите малецко 3-4 години детенцето вика тато, мамо, јас имам право ве гледам на телевизија. Континуирано мора да ги бомбардираме и да пораснеме од целата свест, да ја преземеме нашата одговорност за децата наши. Добро, во однос на правата имаме забелешки, морам да кажем и од многу родители, баби, дедовци. Вели вие многу ги охрабрувате децата со информации околу правата и ги штитите, меѓутоа многу малку им давате обврски и информации околу обврските. Така да најверојатно ќе мора во наредниот период и децата да разберат дека правата значат и обврски, одговорности и дека исто треба и тие да бидат соработливи, значи и во комуникација, и во информација, и во едноставно во споделување на некои ситуации кои се многу ризични за нив. Така да мислам дека превенцијата, ако ја ускладиме во системов, а посебно уште од најмала возраст, од предшколска возраст, им предочиме што е право на приватност, што детето не сме никој да го допре, по кои делови од телото не сме да го допре, кои се ризични однесувања, со кого не сме да биде у контакт, да не биде само, да не влегува у автомобил, да не добива подароци од непознати и така натаму. Значи, тој дел мораме едукативниот исто да го запазиме, затоа што на тој начин имаме можности да делуваме превентивно. Кои се причините за ваквиве, да ги кажеме со едно девијантни однесувања? Колку медиумите влијаат, колку она што се гледа, колку интернетот, одредени сајтови, колку, не знам, шпански серии, да не кажеме, сега се актуални со овие убиства, самоубиства, нереализирана љубов, се тоа? Па сигурно дека сето тоа влијае. Прво влијае ова што спомна и господинот Измијанац и вие што спомнате, дека сето тоа почнува да влијае страшно на однесувањето на луѓето. Најголемото влијание е во личноста, во воспитувањето, во семејството. Ако таму децата се препуштат да им биде главен воспитувач телевизорот, филмовите, видеоигричките... Децата градат идоли. Не. Ако ние немаме време за нив, и не се идентифицираат со нас како родители, они ќе се идентифицираат со некој јунак, таму од видеоиграта или од телевизиската емисија. И таму веќе никој нема контрола што ќе се случи таму. Се согласувам, некои телевизии ја почитуваат категоризацијата, дефинитивно. Мислам дека и сите у таа категорија. Да, апсолутно. И дека има некои програми кои се означени со присуство на родител, без присуство на родител и така натаму. Кој ќе води снека? Па е родителот што треба да биде дома, што ќе му каже, ама ако не е родителот, баба, дедо, треба да бидат и ти информирани што може. Да, немаме баби и дедовци. Па најблиски некој што ќе води грижа да не му дозволат на детето. Значи дома тој што е. Не, јас се согласувам ако мислите дека телевизијата не треба да ни ги воспитува децата, дефинитивно. Значи треба да правиме селекција, што децата во крајен случај еден избор на програми има кај што ние ќе избереме која програма ќе ја гледаме. Знаете како, мислам дека родителот треба да биде толку самосвесен и да направи толку нешто за своето дете, да биде избран од своето дете како некој практичен пример. Кога ќе биде многу поубаво да се дружи него да седи пред телевизор. Дали вие ќе му дозволите на вашето дете компјутер во спална или ќе биде у дневна соба под на некој начин индиректен надзор на родителите? Моите деца сите имаат компјутер во соба. Големи се? Па сега се, ама беа и помали. На мало дете да му даете да влезе со секакви содржини? Психотерапевта, дека обратно луѓе. Не. Многу е сериозно, сите имаме ние мали деца. Едноставно тие по цел ден се на Skype, на Messenger комуницираат меѓу себе. Ти замисли 10 минути да си одсутен и тој компјутер при тоа да е мало дете. Па ти, господине Миновски, кажа дека секаква појава може на интернет едноставно навлезеш во секакви содржини. Какви вредности очекуваме такви деца кои се препуштени сами на себе? Па добро, затоа е родителот тука да биде. Ете го контролниот механизам. Јас ќе бидам таја што ќе избере керка ми да седи саат време со мене, место да седи. Некога и керка, кога децата се поголеми, веќе е помал проблемот, ама мали кога се не смееме да ги оставиме да без на некој начин и директен надзор, што гледаат, што сурфаат, какви содржини. Вие знаете колку педофили упаѓаат и користат лични податоци на децата и се представуваат на нивна возраст само да ја стекнат комуникацијата и довербата и да се сретнат и така натаму и така натаму. Едноставно манипулираат и ги злоупотребуваат. Потребата на децата да остварат контакт. Не можеме децата скроз да ги тргнеме надвор. Но надзорот на родителот
технолошкиот развој, али затоа е тоа, да им кажеме за се, да зборуваме, сите да им кажуваат за се, да зборуваат и родителите дома, и во училиштето, и во градинките. И... Ја воедно со сите нас ќе се согласам. Одговорното родителство е клуч на сите можни проблеми. Нема да го реши проблемот во целост, меѓутоа има можност многу да превенира. А потоа полека, бидејќи државата ги ратификувала многу конвенции, таа презема и обврски, значи ако затоа и одговорното родителство нема лек. Едноставно мора да се ажурира, едноставно мора да се превенира, мора да се делува. Мора да се заштита децата. Ако се родителите неодговорни, што ќе правиш? Нема. Или се одзема родителско право, или се прави строг надзор, или привремено додека не се поправи. Казнената политика? Казнената политика е крајна нужда, иако морам да кажам, почнав така, се заострија казните. Се надевам за овој последен случај со таткото педофил силува со неговиот другар кој ги малтретирал двете сестрички, дека ќе добие минимум 20 години затвор. Дека за вакво тешко кривично дело дури 188 казнениот закон, кривичниот закон, веројатно ќе се повикаат основниот суд во Скопје. Ако не, ќе видиме. Се надевам дека ќе се случи во Македонија дефинитивно доживотна казна затвор. Добро, во секој случај рековме институционално, владата особено даде акцент на оваа ситуација. Имаше разбирање, во кривичниот закон се направија драстично се зголемија казните, се донесе акционен план, меѓутоа сето тоа е исклучително добро спакувано како закон, како мерка, како стратегија и така натаму. Ние мора да работиме перманентно на подигање на одговорноста пред се, пред малце зборевме на семејството и на членовите на семејството, потоа на институциите. Да, дефинитивно не само префрламе топка едни на други, него сите организирано да имаме одреден настап, да дефинитивно му дадеме значење на социјалниот работник во училиштата, зашто тој ќе ги поврзе системски сите овие други институции во превенирање, осознавање, препознавање, иницирање на постапка за земје родителско право. Значи, тој институт постои, одамна постои, ми тоа многу малце сме го взимале. Нема погрубо занемарување на детското право да гледате дека детенце од 5-6 години носи, држи бебе и питачи, му носи пари на татко му кој пие пиво, например, на 50-100 метра од таму. А да не збориме па за овој тип за сексуално злоставување и така натаму на собствените деца. Значи, тука мора да бидеме ригорозни, и тоа е посвесто. Што правиме во превенцијата, акцентот тука треба да се стави. Значи, да се појачат центрите за социјална работа, да се развие мрежа на добра соработка со граѓанските организации, медиумите. Исклучително важна улога има. Да, исклучително важна улога има, затоа што понекогаш се забораваме. Имавме прилика се на детенце, нели, од детска клиника се оперираше, го сместевме во мајчин дом, сакајќи да правиме истории, прикази, не знам уште малце документарен филм ќе направивме. Доволно е тоа што било инициирана работата. Остете го системот сега да го спаси детенцето, да не правиме од него сега звезда за настанот на крајот кршета. Така да во тој дел граѓанските организации повторно ќе напомнам сериозните. Пред малку имавме жолчна расправа, нели вака дека многу коректно со господин Змијана, затоа што ја и он одамна ратуваме во овој дел, али позитивно. Значи и прифаќам негова анимација на целата ситуација, треба, не треба, ми тоа не мора директно да бараме стално виновници. Затоа што многу е комплексен проблемот, многу е чувствителен. Да, меѓутоа ако бегаме се согласувам, меѓутоа не може да ја глобализираме па и одговорноста. Мора да се знае што не функционира, што функционира. Не може сите на купче да бидат одговорни. Да, знаете како? Заради тоа што јас знам, значи примери некој каде што таму не функционира на некој карики во ланецот, може би било добро да се знае точно законски како оди таа постапка. И да се најде тогаш каде тоа застанало. Ако се пријави, значи кога ќе дојде нешто кај мене и ако имам било какво сознание, да не мислам дека ако го препратам кај вас, дека со тоа завршила мојата обврска и дека вие сега треба тоа да го решите, зашто е социјала таму. И они ќе го препратат после во полиција и сега полицијата вика, ама знаете вие дојка добиваме мислење од психолог, ние кидате таму пак во социјала. Значи, ние сите кога ќе дознаеме такво нешто, да останеме до крај и да следиме таа работа, што направиле колегите овде, што направиле овие колеги, значи да има една озбилност, тоа што вие рековте, преземање лична одговорност за случајот што сум го дознала. Одговорноста и гласноста секогаш е решение барем за овие случаи. Целта на емисијата беше всушност тоа гласно да проговориме за овие работи и да насочиме во кој правец би требало да се движиме. Господа, јас ви благодарам што бевте дел од магазинот ние.